Викјудо што е зад нас, гоздат и стартот на фудбалските возбудувања на младите фудбалски надежи на Македонија. Започна првенството за помлади пионери, кадети и младинци, во кои рамноправно настапуваат и штипските таленти. Според координаторот на младинските школи на Брегалница, Борче Постолов, чести задоволство е на тренерскиот кадар и пред се на младите фудбалери да се напреваруваат во друштво на своите врсници од екипите на еден Вардар, Работецки, Шкендија, Академија Пандев, Ренова, Шкупи, Победа, Пелистер. Во првото коло силите ги одмерија соодветните селекции на Шкендија и на Брегалница. Во Тетово, кадетите одиграа нерешено 0:0, додека пак младинците на Шкендија победија со резултатот 5:0. Во Штип помладите пионери на Брегалница и Шкендија одиграа нерешено 2:2, додека пак пионерите на Шкендија славеа со резултат 0:3. Координаторот Борче Постолов и покрај се е задоволен од стартот во првенството, од едноставна цел што во оваа лига крајниот пласман се одредува врз основа на учинокот и резултатите на сите 4 екипи. Младинските погони на Брегалница имаат одлични услови за работа, за тренинг, за подготовки. Постои цврста координација со тренерите на Брегалница Добринко Илиевски и на Кетго Емил Грнев, бидејќи основна зацртана цел е од овие таленти да се подготвува и креира едниот потенцијал за двете сениорски екипи. Веќе неколку имиња како Матеј Георгиев, Љупче Кудев, Давид Милошев, Марио Аџиев и уште некои други со својот талент веќе фигурираат и на списокот на младите репрезентативни селекции на Македонија. Во следното второ коло се среќаваат соодветните селекции на Академија Пандев и на Брегалница. Во сабота во Струмица ќе играат пионерите и помладите пионери, додека пак во недела на теренот во Белобрдо ќе се сретат кадетите и младинците на Брегалница и на Академија Пандев.